Обединетата македонска диаспора со реакција на вчерашното гласање за уставните измени во собранието. Од таму велат дека со евидентно насилие, прекриено зад превезот на демократијата, било обезбедено двотретинското мнозинство за уставните измени предвидени со Преспанскиот договор, со кој според нив Република Северна Македонија се издига врз падот на Република Македонија. Додека меѓупартиското тргување со амнестии, меѓународните притисоци, безкомпромисното самоволие на власта испорача резултат во сечи интерес освен македонскиот, обединета македонска диаспора потсетува дека земја без идентитет, интегритет и суверенитет не подлежи на просперитет, а најмалку не на евроатлантски. Председателот на ОМД, Методија Каловски, смета дека вчерашниот е историски ден за Македонија, но не поради стапувањето во сила на Преспанскиот договор, туку поради издвојувањето на македонскиот народ како единствен кој се самоукинал и самоволно се откажал од фундаменталното право на самоопределување. Според председавачот на ОМД, Стојан Николов, пак порано или подоцна, вистината и правдата ги стигнуваат оние кои им пркосат. Според неговите зборови, битката е изгубена, меѓутоа борбата почнува. Според него, имаме должност да ја пренесеме македонската историја и идентитет до идните генерации, како тие би можеле да го повратат она што е изгубено сега. Уставните измени и промената на името на државата вчера добија амин од 81 пратеник во собранието на Република Македонија.